Почитувани гледачи, време е за најновото издание на емисијата Промо и за моите денешни гости. Добре дојде за Анита и Јовица. Како се чувствувате во нашето студио? Најпрво, Анита. Добро ве најдовме. Па како и секогаш, еве прво да ги поздравам гледачите на ИНТВ, поздрав до тебе. Прекрасно изгледаш, морам да те пофалам. Исто како и вие. Фала. Па како што напоменав, значи прекрасно се чувствуваме како и секогаш. Секогаш сме топло пречекани од тимот на ИНТВ. Се чувствуваме буквално како дома. И многу често сме гости кај вас. Така, Јовица, како се чувствуваш ти, да те слушнеме и теба? Па пред се и во моје име поздрав до сите гледачи, сите тука во студиото. Како што кажа Анета, многу често сме тука, се чувствуваме како дома, во опуштена атмосфера. Така и денеска ќе имаме убав разговор, се разбира за нашите гледачи, ќе испееме и неколку песни. Нашите гледачи ќе имат можност да уживаат во вашите песни. Анита, неодамна се вративте од Австралија, турнијата, големата турнија, можам да кажам, во Австралија. Како си поминавте, колку време останавте на оваа турнија? Па и јас можам да кажам голема турнеја, бидејќи останавме 2 месеци, значи без неколку дена. Тоа беше навистина долг период. Прекрасно се поминавме. Значи тоа што го очекувавме, тоа и го добивме од нашата публика. Одржавме доста концерти низ многу градови низ Австралија. Колку отприлика концерти имавте? И во кои градови? 12 или 13 негде, не знам ни сама колку, да. И сите концерти беа, значи, посетени баш како што очекувавме, да, преполни. Македонците таму секогаш се спремни да не дочекаат, позитивни, насмеани, расположени, и ние секако, значи, гледаме да им вратиме во иста мера, да ги расположиме, тоа и ние и работа, тоа ни е должност. Се расположивме и ние со нив, си поминувме една прекрасна турнеја. Така, Јовица, какви беа впечатоците на тамошната публика, какви беа коментарите после вашите концерти? Па како што кажа Анета, нели, македонците се таму желни за музика, желни за забава. Иако сега там нормално македонската музика се слуша често и преку медиуми, преку интернет, тоа порано го немало, но сепак македонците таму со душа не чекаат, со душа чекаат да дојдат на тие забави, реакциите се нормално прекрасни. Како што напомена Анета, и ние си поминуваме убаво и нели се до тоа се пренесува и на публиката. Така да можам да кажем дека забавите во Австралија се баш навистина онака прекрасни и за нас, а и за публиката. Какви И самото тоа кажува, значи еве 10 или 11 пат сме во Австралија и се уште концертите се преполни, значи самото тоа кажува колку не сакаат и колку сакаат да им одиме таму во Австралија и да ги почастиме со убава македонска музика. Да. Кои песни најчесто ви ги бара и каква музика најчесто сакаат да слушнат? Сакаат се да слушнат, значи имавме доста балкански вечери, каде што свиревме нормално песни од целиот Балкан. Публиката е доста млада. Имавме, значи, помлада публика и постара, буквално можам да кажам од 7 до 77. Така да слушаат се и се што и македонски песни и српски песни се слушаат. Така, значи се што е убаво се така, слушаат, музиката нема граници, така да се слуша. Така, дали имавте доволно време да прошетате низ Австралија, да ги видите убавините и на кои места прошетавте? Па доста пати, како што кажав, сме биле, така да мислам дека тие што се знаменитости за секој град сме ги виделе досега, и секој пат одиме буквално да се видиме со нашите роднини, нашите пријатели, и барем малку да одмориме, бидејќи таму се знае свирки има само за викенд, другите дена ги користиме за одмор и за шетање. Нормално дека прошетавме секаде, видовме се и се што во овие многу турнеи наши што сме ги направиле таму, така да преубаво чувството. Дали нешто посебно ти остави впечаток на оваа турнеја? Дали некој од концертите, дали имаше некој посебен или некој од местата кои ги посетивте? Не можам да одвојам некое место или
концерт да одвојам, тој концерт ни беше најубав. Како што кажав, сите. Еве Јовица да се. Ајде, Јовица, дали тебе нешто си остави впечаток? Прашањето, значи, како што кажа Анета, нешто конкретно не можеме да издвоиме. Меѓутоа тоа што јас еве овај пат го забележав, јас одам по втор пат во Австралија, и биле претходно, како што напомена Анета, многу пати. Добро е што многу млади се појавуваат на концертите. Тоа значи дека младината таму кои се веќе втора, трета генерација во Австралија ја слушаат македонската музика и сакаат да дојдат на тие концерти. Значи многу млади луѓе, можам да кажам дека поголем број од нашите гости беа и помлади луѓе, што е убаво, што значи дека македонците ја негуваат, ја сакаат се уште нашата музика. Така, Анита, дали мислиш дека постои разлика помеѓу настапите тука во Македонија и настапите во Австралија? Дали има воопшто разлика меѓу настапите? Каква е публиката? Па вака, значи тие настапи со овие тука немаат никаква врска, бидејќи тие се концерти, забави, а ние тука свириме свадби, крштевки, значи фамилиарни прослави, приватни забави, така да не можам да најдам некоја сличност, бидејќи од тие концерти до приватни прослави има разлика, значи. Која публика е подобра? Тоа не можам да го кажам. Секоја публика е добра. Нормално тие што идат на нашите концерти и тие тука што не викаат за нивните семејни прослави, приватни прослави, нормално дека не сакаат и тие, така да нема некоја разлика. Нашите македонци се насекаде убави, прекрасни. Предлагам да погледнеме еден ваш настап за песната Писмо, но пред да погледнеме нешто повеќе околу оваа песна. Зборувај. Па оваа песна е направена точно за нашата публика во Австралија, бидејќи песната е многу тажна, печалбарска песна. Сите знаеме дека во Австралија се нашите македонци, нашите печалбари кои заминале многу одамна, и така да таа песна е направена специјално за нив и на сите наши настапи таму ја свиревме оваа песна и морам да признам дека е доста добро прифатена. Така, јас предлагам тука да го погледнеме вашиот настап за оваа песна, а нашите гледачи нека уживаат во оваа прекрасна печалбарска песна.
Почитувани гледачи, јас сум сигурна дека уживавте во оваа прекрасна песна, Писмо, а сега продолжуваме со нашиот разговор со нашите денешни гости Анита и Јовица. Анита, како помина 2017 година за вас, кога ќе ја сумираме, како беше со настапи, ете со турнеи, нови песни? Како помина 2017? Па, буквално можам да кажам дека немавме време да се издишиме. Да почнеме од почеток. Така, од почеток, од јануар месец па наово. Така. Доста настапи, доста турнеи како надвор од преку океанските земји, да кажам. Како што напоменавме Австралија, бевме Америка, исто така и низ европските земји. Имавме доста настапи низ Македонија, така да доста работно. Како поминавте во Америка? Јас си поминав многу убаво, еве Јовица нека каже тој како си помина. Како си помина во Америка? Поубаво нормално, како што кажа Анита, секогаш ние сме многу убаво пречекани од нашите таму. За америчката турнеја мислам беше за дочекот на минатата нова година. За почетокот, да. Така, да. Меѓутоа, нели се вративме од Америка веќе во новата година и прекрасно, како што напоменавме, секогаш тие доживувања се убави, се гледаме со нашите луѓе таму, многу пријатели, многу роднини. Турнеите се секогаш нешто што останува во паметење. Така, значи имавме доста настапи, доста турнеи, се надеваме дека и ова 2018-та ќе биде полна со настапи за вас. А дали веќе започна настапите во земјава од како се вративте од Австралија? Од кога се вративме од Австралија, работата за нас започна уште истиот ден. Нема одмор. Истиот ден, значи слеговме од авион и вечерта имавме настап. Значи од тогаш е започнато. Имаме доста настапи, се спремаме за Швајцарија и за Германија во март месец. И тука се нормално, како и изминатата и многу изминати години, тука се фамилиарните прослави, свадби, крштевки и така натаму. Работиме на нови 2 песни кои чекаме нормално да се досработат и нормално ќе дојдеме пак кај вас да ги промовираме и колку време ќе бидете во Швајцарија? Па тоа се кратки турнеи, значи тие турнеи се за викенд. 10, да, така нешто. Заедно, значи ќе ги споиме тие два настапи и така, значи ќе следи турнеја во Швајцарија, сигурно ќе се дружите, ќе пеете, ќе има добра забава со нашинците во оваа земја. А сега да не зборуваме многу, јас предлагам да погледнеме уште една песна, овој пат од Јовица, но Јовица, пред да погледнеме, да ни кажеш нешто повеќе за оваа песна. Чекајме мајко ти. Па да, и оваа песна ја има слична тематика како претходната. Се зборува за печалба, за нашинците кои заминале во печалба и нормално се желни за да се вратат назад. Да видат својата мајка. Точно така, мислам дека е дел од истиот албум. Точно. Така да ја слушнеме. Ајде, повелете.
ke si dojdam jaz, živa zdrava majčice, duša da si napolna, da te pregrma. Zemlja dalečna, daleku od rodna kuća, sudba majko napad me sprema. Čekaj me majko ti, doma gdje si dojdam jaz, zdravi do godina, da se vratam roden kraj, tebe da vidim. Čekaj me majko ti, doma gdje si dojdam jaz, živa zdrava majčice, duša da si napolna, da te pregrma. Gdje si dojdam jaz, zdravi do godina, da se vratam roden kraj, tebe da vidim. Čekaj me majko ti, doma gdje si dojdam jaz, živa zdrava majčice, duša da si napolna, da te pregrma. Драги мои, уживавме во уште една прекрасна песна, овој пат со вокалот на Јовица. Анита, слушнавме дека годинава ќе пееш на изборот за песна на Евровизија. Дали веќе песната е пратена, дали е готова песната со која ќе настапиш на овој избор? Па уште не се знае дали ќе бидам јас таа што ќе ја представува Македонија на Евровизија. Се надевам дека ќе бидам јас и имам преголема желба. Тоа ми е желба уште од поодамна, како мене, така и на моите фанови, на моите колеги. Песната е снимена и можам да се пофалам дека е баш евровизиска песна. Дали ќе ни откриеш повеќе детали за каков ритам станува збор, може би дали е весела? Нема да откријам, не смеам да откријам, значи песната можам само да кажам дека е многу добра и се надевам дека ќе помини на тој избор, значи до средината на овој месец треба да се знае кој ќе ја представува Македонија. Уште не знам ни кој ќе биде кој ќе се надпреварува друг, значи во тој избор. Така. Тоа треба да го одлучат значи тие што се надлежни за тоа, македонската телевизија, така да и јас чекам да дознам. Така, сите чекаме. На социјалните мрежи веќе подолго време имаше коментари од типот зошто Анита не оди на Евровизија, кога знаеме дека си еден од најдобрите вокали во Македонија. Анита, дали претходно сте размислувале за настап на изборот за песна на Евровизија и зошто чекавте до сега? Па секако дека сме размислувале, кој не сака да излези на таа голема сцена и да представува својата држава пред се, секако дека сум сакала од секогаш. Меѓутоа, требало сега да дојде тој момент,
така да се наредат коцките, добив понуда, значи, за да представувам нашата земја. Секако дека ја прифатив, ја добив таа песна, зашто сум чекала, значи, требаше да дојде тој момент. Дојде тој момент, се случи тоа што требаше да се случи и нормално дека сум пресреќна и секако возбудена, бидејќи тоа е голем предизвик за еден пејач. Така, како што кажавме, имаме добра песна и очекуваме дека Анета ќе биде следниот наш представник на Евровизија. Сигурна сум дека сите наши гледачи се согласуваат со мене и сите сакаат токму вас да ве видат на сцената, да ја представувате нашата убава земја Македонија. Анета, какво е вашето мислење за македонската естрада? Во која смисла? Дали мислите дека има квалитет, затоа што во последно време сведоци сме дека излегуваат доста нови бендови, нови пејачи, дали има квалитет во тие нови музичари? Па тие што ги познавам, значи познавам многу од моите колеги, секако дека има квалитет. И за секого има парче место под ова небо, за секого има, како што кажа, има место, има секој си има своја публика, така да за секој има работа. Јас не гледам никакво ривалство, ниту пак можам да кажам дека некој знае повеќе или некој знае помалце. Секој си знае за себе, така да, како што кажав, за секој има место. Така. Јовица, дали мислиш дека македонската песна е доволно промовирана низ нашите македонски медиуми? Па дали е доволно промовирано ова, мислам дека секогаш било прашање и најверојатно никогаш нема да биде доволно. Значи колку повеќе се промовира нашата песна, колку повеќе медиуми како вашиот кои што промовираат македонска музика, кои што не промовираат нас како изведувачи, групи или бендови, мислам дека зема замав тоа во последно време, дека како што напоменав и за Австралија, можам да го кажам истото и за тука во Македонија. Младите сакаат да слушаат македонска музика. Колку тоа повеќе им се промовира и се представуваат, така да ти не можат да го избегнат, мора да го слушаат, мора да го погледнат. Подоцна нормално нивно е да пресудат дали е нештото добро или не е. Нормално како и сака да е во светот, квалитетот ќе оди погоре, тоа што е полошо најверојатно ќе треба да се преработи понатака. Меѓутоа сметам дека треба да се работи се уште на промоција на македонската песна, иако како што напоменав, мислам дека сме во подобра насока. Што мислиш дека треба да се направи за поголема промоција? Па за поголема промоција пред се нормално треба и за поголема медиумска поддршка. Точно, значи тие работи одат, мислам дека паралелно една со друга. Како што медиумите треба да промовираат македонска музика и изведувачи, така и изведувачите треба да се потрудат да направат нешто квалитетно, кое што понатака нели телевизиите, радијата, значи општо медиумите ќе сакаат да го промовираат. Значи пред се треба да се работи на квалитет, треба да се работи со сериозни продукции, значи луѓе кои што си ја знаат својата работа. Нормално сето тоа бара влог, мора да се вложи, значи јас сум во Молика релативно пократко, меѓутоа и не е толку кратко, веќе еве 2 години. Значи точно така, значи Молика стигнала до одредено ниво со макотрпна работа, значи еве јас сум сведок колку многу треба да се вложи за да се добие, што би се рекло многу помалку, а треба се вложи многу повеќе. Така да мислам дека така во едни кратки црти треба сите да се вложиме многу повеќе, и медиумите и изведувачите, за да се промовира квалитет. Така, а сега предлагам да направиме уште една музичка пауза, да ги расположиме нашите гледачи со една српска песна, Анета, Моја ме душа боли. Повели. Точно, може. Samo nebo zna,
a sad toga nema više, polako nas vreme briše, sad smo senke dve, znam čula sam sve. Da li ti ponekad suza sama krene, da li te zaboli kad se setiš mene, moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži, moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži. Prvi zrak mog toplog jutra, tvoje juče, moje sutra, bio si moj Bog, uzdah srca moj. Tvoja ljubav iz detinjstva sada više nije ista, sad si čovek njen, ludo zaljubljen. Da li ti ponekad suza sama krene, da li te zaboli kad se setiš mene, moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži, moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži. Moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži, moja me duša boli, dragi mi drugu voli, verovat u sve laži, a srce još ga draži. Анита, со кои музичари од нашата естрада се дружите измеѓу музичарите? Па значи тоа е тоа што го споменав пред малку. Не се гледаме како конкуренција, барем за мене можам да кажам такво нешто. Многу ретко се гледаме. Нормално дека сакаме да се дружиме, меѓутоа се гледаме од новогодишна програма до новогодишна програма. Значи еднаш годишно се гледаме, многу ретко да се видиме вака приватно. За таква средба можам да одвојам само на мојата колешка Тетјана Стефановска, со неја се дружам најповеќе, иако се пресели тука во Охрид. Нормално секое незино доаѓање во Битола го користиме да се видиме. А со кои музичари најчесто соработувате? Дали соработувате со другите музичари од естрада? Па, како што кажа Анета, ривалство не постои, нормално конкуренцијата има, меѓутоа тоа не е ривалство, значи не е во некоја негативна конотација. Можам да кажам дека добро стоиме со сите музичари, со сите изведувачи на нашата сцена. Конкретно можеби немаме некоја директна соработка, бидејќи ние настапуваме како бенд, значи една целина во која што сите членови си работат својата работа, меѓутоа сме се среќавале често и на приватни веселби, доколку нормално тој што не ангажира има желба да ангажира и некој изведувач од страна, мислам сакам да кажам настрана од бендот. Не мора да значи ни дека од Македонија, тоа често се случува да се и колеги музичари и од српската естрада, од соседните земји, така да можеби немаме некоја директна соработка, меѓутоа на поле на работа можам да кажам дека соработуваме со сите. Јовица, кога ти започна со пеење и од каде ни го стартува музиката? Па вака, конкретно не знам
кога започнав со пеење. Љубовта, да, со Молика сум 2 години, добро, отприлика 2,5 години, пошто и пред тоа малку соработувавме претходно. Па вака, јас започнав како музичар изведувач, значи не бев секогаш пејач, почнав да свирам клавиатура и хармоника. Тоа беше многу одамна. Добро, не толку одамна, не сум толку стар, меѓутоа беше, значи, од мои многу мали години, некои 5, 6, 7 години започнав. Одев и во Нижо музичко училиште, понатака продолжив средно, па дипломирав и на факултет во Скопје, така да со музика се занимавам од кога знам за себе. А со пеење конкретно, па некои 4-5 години би требало да... Мислам дека талентот сме го наследили и од двете страни од мојата фамилија. Иако моментално никој не се занимава со музика, татко ми на негови помлади години бил тапанар, значи дури настапувал, мислам, работел со групи во Битола, значи на локално ниво. Искрено, како што кажав, можам да речем дека поголем дел од членовите, да речем, на мојата фамилија се прилично музикални и талентирани. Иако никој не се занимава нормално професионално, како што кажав, меѓутоа во фамилијата имаете така некој ген. Музички се талентирани. Па да, можам да кажам, да. Па освен со Молика, нели сме, мислам дека бевме годинава или минатата година на Валандово заедно со Анета. Меѓутоа бевме во ревијалниот дел, значи не бевме во такмичарскиот. Имам претходно еден настап на Валандово, мислам дека беше пред некои, не знам, 2-3 години. Наверојатно негде 3, бидејќи 2 години сум веќе со Молика. Пред некои 3-4 години имам настапено на Валандово. Сум настапил само на еден фестивал, така да некое големо искуство немам и искрено ете во тој момент немав некој стремеж за настап кон фестивали, затоа што мислам дека малку беа подзаборавени фестивалите кај нас. Еве во последниве неколку години кога што можам да видам, добро, се уште се подзаборавени, меѓутоа некои од нашите поголеми фестивали, како што кажав, ете Валандово, Скопски радиски фестивал и Цветниците, мислам дека малку се враќаат на онаа стара слава. Почнаа да работат квалитетни музичари, квалитетни оркестри, продукцијата која што стои за нив, еве не знам која зависи на кој фестивал, меѓутоа мислам дека полека почнува да се враќа таа стара слава на фестивалите, иако има уште многу работа, тоа е факт. Општо на нашата сцена, на нашата продукција во Македонија треба работа, меѓутоа мислам дека се враќа старата слава на фестивалите. Немаме, значи, нешто такво во план. Единствено сега што ни е најголем предизвик ни е Евровизија, а за на другите фестивали се уште не, за ова година. Голем број ангажмани, односно голем број турнири, дали не станува доволно плодно време за вашите работи? Времето за нашите најблиски е најкратко, можам да кажам. Многу сме преокупирани со наши настапи. Многу кратко сме со нашите најблиски, нормално го користиме секој момент кога ќе сме дома. Иако мојата ќерка, еве да признам, и кога сум дома не е со мене, бидејќи таа веќе е навикната да живее со нејзината баба. Така да гледам, значи да го искористам времето, да ако не таа да дојде дома, барем јас да одам да ја видам. Слободен како што кажа Анета, имаме многу ретко. Меѓутоа, да, јас имам малку поќе, ама нормално за да поминеш време со своите најблиски, со фамилијата, со луѓето кои што ги сакаш, време никош не е доволно. Значи тоа е му јасно на секој кој што има работа која што го носи на отсуство од дома, на патување и сето тоа. Меѓутоа, да, жртва мора да се направи, значи успехот бара жртва и сепак тоа ни е нас работа и едноставно кога ќе се навикнеш на таков начин на живот, веќе тоа станува рутина и едноставно
како што напоменав, се навикнуваш и животот си тече така. Дали ќе ми откриеш кој се погрижи за твоето изгледање? Па еве да го поздравам мојот тим, нормално, за шминката се погрижи парфимерија Делукс, еве поздрав до мојата пријателка Ајтен, за мојот стайлинг бутик Леја од Битола, а фризура Анета. Така, како таква успех и годинава да имате голем број слушатели. Пред се здравје, да сме здрави и живи, ние и нашата публика, па другото е релативна работа. Па за крај и од мене уште еден голем поздрав до сите наши гледачи. Мислам дека ќе уживаат во оваа емисија, во ова наше дружење тука. Останете во добро здравје, да се гледаме само за убави работи, нека се слуша македонска музика, нека се слуша пред се добра музика и се гледаме во наредна прилика. Уште еднаш, вама почитувани ви благодарам за вниманието. Гледајте ме и наредната недела во исто време и на исто место, а оваа емисија ќе ја одјавиме со уште една прекрасна песна со прекрасниот вокал на Анета Иле Илија. Довидување. Ko doaѓa, a јас седам пак крај липата, си го чекам Илија, мојта љубов најмила, си го чекам Илија, мојта љубов од младоста. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Липо стара сестро најмила, крај тебе ја минав младоста. Ако сврати Илија, мојта љубов најмила, те молам, кажи му јави истината. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа.